Добичка доле, одлично. Живи сега. Наш гостин е човек кој со својата упорност и борбеност остави длабока трага во тимот на ФК Кожур, кој од 1960 до 1976 година играше како полутка во срцето на средината на терен. Неговото име денес се споменува меѓу спортските ветерани и љубители на фудбалот, а тој е Димитар Плочков Барба. Првото запознавање со фудбал, кога почна да игра? Играевме во Чаирите, од тамо во гимназија на ракометарното игралиште и од тамо професорот Фирчо Хаджимитров ка биде, како вики, ќе дојте за Кожур да играете. И така почна со фудбалот. Пред да почнеш фудбал да играш, кои ти беа првите чекови пред за заигра за ФК Кожур? Како ракометар на Партизан, Гевгелија. Колку време играше за Партизан? 2 години. Да. Во првиот тим? Во првиот тим. Добро. Како изгледаше твојот прв настап за ФК Кожур? Многу интересен, возбудлив, со сад мерак игравме, наградувани бехме со чај и мармалад и зденка. Срцето беше упорно и јас бех упорен и викам мора да играм за првата екипа. И како младинец почнав да играм. Со кој фудбалери играше во тоа време? Со Шеки, со Сименак, со Гелебеш, со Тунде, Блажо Лазаров, Ване Белката и ред други, мислам, колеги. Кој беше тренер тогаш и каква беше атмосферата во тимот? Тренер ни беше голманот на Кожур, Ристо Мелков, ветеранот. Он не тренираше. После се редеа Ице Велков и Мицо Герло, Светко Трајков и многу души. Да. Гоце од Битола и ред други. Играше полутка, што ти значи таа позиција и како ја доживуваше твојата улога во тимот? Јас Зошто полутка? Некој те одреди или ти самиот Самиот јас се одродих за полутка, физички спремен бех тотално и саках со топката да баратам. Ем напред, ем назад. Значи толку бех способен и голови давах како дош. Некоја случка во тоа време? Игравме ние во Тетевелешки фудбалски регион. Стојаково ни гостуваше. И 9-1 го тепавме. Јас дадов 7 гола. Во која лига беше тогаш Кожур? Тетевелешки регион. Дали постои некој надправ кој никогаш нема да го заборавиш? Никогаш. Утакмица со Куманово. Каква беше таа утакмица? Утакмица беше, не беше груба се, али нас ни треба 2 бода. За да влезе во Македонска лига? Не, да останеме во Македонска лига. И некако не случајно имаше замешано и во управта за нешто да искористат. И така Петаковиќ на полувреме на Ице Танелов, тренерот, му рече: моите играчи играт за премија. Нема да ти пуштам, ако можеш дади гол, инако нема пушкање. Тук се работи за 1,5 милиони динари. Некој од управата да подпише Петаковиќ и после подпис да се играат од джебот. Каква беше поддршката на навивачите во тоа време? Немилосрдна.
навивачите беа толку залюбени, она кај ќе дојше неделата, они како празник го чекаа недела да дојде. Од сабајлето се играше ракомет, кошарка, поручек, фудбал. Па имаше преку 500 гледачи на 300 гледачи на тренинг, а на утакмица 500. Значи толку беше градот и симпатија имше према фудбал. Каква беше поддршката на навивачите во тоа време и како гледаш на разликата меѓу фудбал 60 и 70 години со денешниот фудбал? Во тој период, ти кога беше со денешниот фудбал, дали има некоја разлика? Многу голема разлика. Ти пред малку спомнав. На тренинг доаѓа по 300 души да гледат. Толку беа залюбени. Не играхме ние само за едно браво. Не играхме ни за пари, ни за ништо. Навивачите беа толку хумани, колку пата кога ќе излегахме на корза, ајде да ва частиме лимонада, сокче. И не знам, не сватимо е сега кака е фудбалот сега трговија за пари, а ние кои играхме само за едно плескајне браво. Тај е разлик. Без никаква надокнада, без ништо. Не. Колку публика има много интелигентна. Знаеше да наградува, знаеш и да критикува. Секој пат со аплауз наградуваше, ако имаше некоја грешка, како екипата направи некој прекршок, го осудуваше публика. Уо. Ако сега повторно имаш 18 години, дали би избрал повторно, дали би го избрал повторно фудбал? Да се вратим на 18 години. Па не можем јас... Не, дали повторно би го избрал фудбал? Фудбалот. Да. Зошто се тргна од ракометот, а отиде во фудбал? Професорот Пичо Хаџимитров, кога игравме ние во гимназијата, кога гледаш и вика ќе дојде, нема ракомет, вика ќе дојдеш фудбал да играеш. Освен вие, има ли некој друг што отиде од ракомет во фудбал? Радко Бојаджиев покојни. Друг не отиде. Си останаат други спортисти од Стачонска мала, си останаат како Абрам Стојков, Коцелинката, Бороцет во фудбалот си остана и ред други. Некоја посебна случка од тоа време? Кој беше во тоа време најдобар, сега да кажано, ти беше полутка, кој беше еден од најдобрите фудбалери во тоа време? Голем техничар беше Петков Шеки. А како стрелец, јас бех прв стрелец во Титовелишки регион. Али му признам за техниката не. Јас физички бех спреман. И напред и назад. А ако има слободен улиц, пише да е гол. И на мултибаричи му дадено голови. Много. Што да ти кажам? Јас сум и денеска залюбен во фудбал. Јас за фудбал живеам. Ако годините си изимаме, али меракот остана мерак. Дали сега повторно гледаш фудбал, дали навиваш за некоја екипа македонска? Веќе изгаснано ме она симпатијата за спортот. Тај трговија за пари. И нема фудбал. Во една екипа судијата да го реше победникот. 5 камери има сега и ништо не верувам ни на камера, ни на ништо. Не е тоа. Како сакат, така си ги редат утакмицата. Значи сегашниот фудбал е
Трговија за пари. Трговија за пари. Дали се уште одите на Кожов и навивате за Кожов? Не. Веќе се изгладен сум. Не, кога бркат играчите прво пари, после да играа, нема тука. Како? А ние играхме за слава, за браво. Едно браво да ни кажат, ние летахме на месечинта, толку среќни се усеќахме. Дали би можели да ги наброите некои од колегите што игравте во тоа време? Како не? И да ги кажете на која позиција беа во фудбал? Гелебешев, голман. Десни бек Блажо Лазаров. Леви бек Радко Бујаджиев. Десни халф Мичо Герто. Леви халф Ване Шуц, надимакот му беше. Аца Ѓошев лево крило, Мачкин Костов лева полутка, центарфор некој пат јас и центарфор и полутка. И десно крило Блажо Лазаров играше и десен бек и десно крило. Една стучка Битола. Треба да го суваме во Битола. Во новините пишуваше финержиите нема што да барат во Битола. И Ице Танеов не беше тренер. Одиме ние во Битола. Пред утакмица составот го праве Ице Танелов и Блажо од Негорци како центархал се откажува и Ице нема кој да клад, резервени беа само покојни Дучката, што го вика, и Венци. И резерви, младинци беа резерви, и нема. И сега Ице вика, Барба, сега ти е шанса да се докажеш каков квалитет во тебе има и каква снага. Да вика, сека топка ќе ја примеш од Гелебеше со рака и ти знаеш како Бране Облак диктираше во средината и ти. И да не биде многу овшера, беше заварнал дош и некако топката приобјас од Гелебеше со рака, тројца издриблјувам, видам на центарот и на Аце Ѓошев му викам со раката трчи. Му давам топката, двојца издрибля, давме 1-0 и публика фер, права публика, тоа е спортско, подобриш нека поведе. А Пелестер се борше, ако натепеше нас, прваке още за втора лига. А за него беше Куманово. И даде гол 1-0, 85-та минута Никола Јордановски од Скопје судијата суде пенал, што не постоje. И јас викам на Гелебеше, гледај ме како ќе ти покажам на која страна се прлиш. И му покажа на која страна. А одбија, пасана, папати, публика плескајне. И до крајот на утакмицата имаше 5 минути, секако покушијат, ништо. И на крајот Јордановски вика на играчите. Кој би е крив?
Јас ви пугнах пенал со дих. Боти се земахте и сега не можем. Јас ви утакмица да продолжам. Колку е утакмицата, вике? 90 минути, вике. Може 2 минути од мене да додадам, али и така те викам, Пелистер го уцрниме од првото место. Куманов дојде и си влезе во втора лига. А што ќе кажете за утакмицата меѓу Кожов и Валандово кога беше? Отвижено од страна на Петко. За пари. Добра, ама од уста на уста, од човек на човек, се дознеа дека ги виделе со шумта шумарот, директорот на шумското во Валандово, и тука нека се не рецензира сите Паля, Ване Белко, Аца Ѓошев. И некако почна утакмица, им се преку 4000 гледача. Почнуват и още в почетоку, дали 12-13 минута, Пале даве гол 1-0. И редом ка почнаа после. 2-0, 3-0. Они гола да, на крајот завршува 5-1. Тука са парите во прашање. Дека има пари, парата отворува железда, брате. Такмичење само. Еден кој е подобар. Ние сме подобри, ние ќе во тепме, ние. Кој е подобар на пред публика ќе се докаже. И така да многу случаи, многу убави успомени ми останаа од спортот. Денеска сум поштован од градот. И чест ми е и благодарен. Браво, баро вие кој играхте, вие фудбал, тоа беше фудбалот. Денеска изгасна. И дали името Барбан, надимето ви од фудбалот останато или уште од детството? Не, тоа ме надимак 51 година. Дали може една кратка приказна за тоа? Може? Дали може една кратка да кажете? На мода беше со дрвени пушки си ги правахме и пиштоля. Од гајби што ковахме дома и на камај. И Барбажване главна улога во филмот, Мајор Баук, стариот, и секој јас викам Барбажване. И на поляната тука пред Радко Бојаджиев куќето в паркот, играјме до 1 саатот на вечер. Татковците, мајка се чекаа да завршиме играта, па да си одме дома. И толку беа и они радосни. Нагледат, а јас што направам како лек. Дете, леко факал, скокнувам в една капина, в среди капинта. И со пушката, како околу капинта се кружат колегите, и јас само ќе го чекнам за грбот камај, и останах непобедлив. И од 51 година, кога почнаа Барбажване 2-3 години, и до денеска ми остана барба. На кое место игравте фудбал како деца? На чаирите. Добро, тие чаири беа, имаше вода во нив или нон-стоп немаше вода? Кој период игравте фудбал во тоа? Фудбал ние се играхме тука со малите. Поляната што е паркот сега, тука играхме ние Сашонска мала. Гогуша мала играеше, им што играеше преку ректа, кај касарната, војниците што се. Да секоја мала се имше игралиште. Дали игравте меѓусебно една со друга мала? Игравме. Ние бехме Сашонска мала и Гогушева вечни ривали.
али секој пат ние бевме победливи. Дали може некоја случка од тоа време да не раскажете? Од детството? Од детството може да ви спомнам во чаирите кои играхме. И тука имам една Да, добро, ќе ја видам. стихичка. Добро. Професорот Миле Ќорнаков ти споеше неговиот час и на колегата или колешката. Јас ќе носам на чаирите на викенд. И одекме играехме топка. Ние имахме меѓу двата рида лоза и одрена. Јас ќе земе 4-5 гајби грозда зимно време. Имахме, тук изенешме грозда јадехме, фудбал играехме, грозда јадехме и многу фини успомени и многу спортисти спаднаа од чаирите. Да, друго што ти кажам, тој расадник на спортисти беа чаирите. Од тука сите фудбалери што испаднаа у Стешонска мала и рак коментари од тамо. Знам оти во тоа време се зборуваше дека ќе прават таму стадион на тоа место. Ама не одговара почвата. Ама сега веќе нема, не постои тие чаири, веќе ги нема сега. Нема ништо. Нема, да. Тоа е тој период во тоа време. Али многу. Па имаше и публика што идаа во чаирите, што гледаа симпатизери, млади. Ајде, вики, ја нови фудбалери Кожевски има. Нови. Расадник, да. Градот е зарасен, симпатија има према фудбалот. Живее за фудбалот. Исто и за ракометот, не викам, и за кошечката. Али таленти важно излева само од малите. Дали некој отиде надвор од Кожев да игра во друг тим некој? Во Прилепска победа, мислам. Прилепска победа, за друг не знам. Аце Ѓошев отиде во Скопје во Металург, а Ване Велков Мајданпек Бор таму отиде, а друзи има понуди, али не прифатија. Па и јас бех на проба во Белград, во ФПК Белград. На гости бехме таму кај родините и ОФК Белград од општините и од 40 општини бараше играчи за. И Степанович ми, десниот бек на репрезентацијата, знам, пред мене му искачен. Јас скокнувам преко оградата бос, а зијам топката и кај видеа како баратум, како шутирам, ма викнаат да подпишам. А јас, залюбен во Кожев, Гевгелија, не се одлучих да од малко, одеќе бех звезда. Ала Бране Облак. Така бех физички спремен, технички лева, десна, немшекова и ти викам, тие беа што отида на страна. Во тој период кога игравте вие фудбал, дали имаше од бивша Југославија некој голем тим дојдено во Гевгелија да игра со Кожев, со вашиот Кожев, кога беше ти тогаш? Со Кожев, Вардар има играно. Вардар од Скопје. Освен Вардар, дали од бивша Југославија дојдо некој звезда? Партизан има дојдено. Се сеќавам, како дете јас. А дали звезда ида и од прва лига, ода за Грција. И тука пријателски на пријателски, чисто тренинг утакмица, за чест на Кожев да направат и тренинг утакмица. Имаше. Да, и Звезда, Партизан, Вардар. И али
Тоа времена може да се спореди со секундарно. Што би им порачал на младите фудбалери денес? На младите фудбалери што би им порачал? Да се чукнат во главата. Со спортот и ти здравието си го зачуваш и си го продолжиш животот. Спортувај, оди било каков спорт. Ако не спортуваш пешачи, важно да знаеш што значи спортот. Лек на душата е. Животот ти го продолжава. А не сега телефона, коли и младинта останаве незапослена и се се гасе. И затоа нема веќе како што имавме ние публика. Нема и публика и се изглади више.